Hrista na suden den ke voskresne, koji verujemo Isus ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su plebom živ, što sleze po nebo to. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, taka i vo moje i vo Tvoje to srce, lebot naš nasušen. Daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. Treba da im gi prostuvame. I ne vovedi vo iskušenije, no izbavine. Izbavine, Gospode Isuse Hriste, zlaten Isuse, semoken Isuse, od lukavijot. Ja te molam, zašto Tvoje je carstvo to, silata i slavata, po site vekovi. Amin. Te molam da gi otvoriš ovije slova i Ti da zboruvaš niz mene, Gospode Isuse Hriste, neka duhot na naši Otec zboruva. Da bidam sad zasvećena ili sekodnevna upotreba. Neka se koje slovo gi dopre onije koji ima potreba od Tvoja ta ljubov, koji će gi otvorat srca Ti ge kažat, Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Pozdrav i blagodarnost dosite. Prvo Korintijanite, poslanije na apostol Pavle, do Korintijanite i sekako i do Makedoncite, do denešna republika, vo denešna Ar Makedonija, kada što se sobrasite, spored Otkrovenije 16:16, Pavle po Božja volja. Pazite go moment, od Božja volja, ne vaša ta. Povikan apostol na Isus, povikan od Isus, ne od luge. I brat od Sosten, ve sakam, do crkvata Božja, vo Korint, a jaz bi rekao vo Makedonija. Gospode Isuse Hriste, бидејќи ќе дојдам при вас откако пропатувам по Македонија, зашто сум јас по Македонија, а тие сакаат да го избришат тоа име. Име кое го запишал Исус, по Божјото Слово, не може да се избрише. Бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе. До осветените во Христос Исус, повикани сме на осветување, да се осветиш. Тоа значи да не правиш порано, како порано што си правил постапки. Чувствени постапки, мисловни, враќање, возвраќање на злото, расплодување на злото. Ние зборуваме, победи го злото со добро, повикани светии, повикани, не од луѓе, не од деноминации, заедно со сите оние кои на секое место го повикуваат името на нашиот Господ Исус Христос. Господе Исусе Христе, те сакам Исусе, Исус напред ние по Него. Ние те молиме, Господе Исусе Христе, да останеме такви какви што си не запишал Македонија и македонци во Светото Писмо и да го повикуваме вистински Твоето име. Не само на лице, туку и од срце. Името на нашиот Господ Исус Христос ними и наш. Да имате благодат. Слава Ти, Исусе. И мир од Бог. Ние зборуваме за мир во Бог. Мир, мир. Во светот нема мир, има само привремени состојби. Меѓу два не е мира. Нашиот Отец, Бог нашиот Отец и Господ Исус Христос. Значи Исус е видлив во Отецот Небесен. Односно Отецот Небесен е видлив во Исус, бидејќи и Бог никој не го видел, е непристапна светлина. И тој во дух живее во Исуса Христа. Те сакам, Господе, за да ни даде образец како треба да се вратиме во Царството Божие. Те сакам, Господ Исусе Христе, секогаш му благодарам на мојот Бог за било што доаѓа.
Оти знам дека тој ќе ми даде сили да надвладеам. И се радувам кога доаѓам во искушение. Зашто така се испитува степенот на верата, дали растам во верата. Му благодарам на мојот Бог за вас поради Божјата благодат, што ви е вам дадена во Исус Христос. И ако сме ние во Христос, имаме Божја благодат, ништо нема да ни недостасува. Ќе бидеме чашата на благословот што се прелева и живи реки ќе потечат од оваа утроба. Ако вие вистински живеете за Исус, ве гледате, имаме завети, емисии на радио, имаме книги, имаме исцелувања, се формира заедница за глуви и наглуви. Нас не финансира никој од странство, ниту сме финансирани од обредни постапки. Духот на нашиот Отец, Он се грижи за нас. Те сакам, Господи Исусе Христе, мојот татко е најбогатиот на светот, он создал се. Инаку преку кого станавте богати, еве го стихот, во се. Во секое слово и во секое знаење. Значи богатството е во слово, во знаење, да љубиш, зашто се утврди во вас Христовото сведоштво. Значи, да потврдиш што променил тој во мене. Па првин ми даде мир и ме научи да ги љубам сите и да им простам на сите и се што доаѓа да прифаќам, да ја прифатам Божјата волја. И тогаш тие забележуваат дека јас станувам миротворец. Почнувам да не ги делам луѓето на вакви и онакви, на нашите и нивните. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, така што не сте лишени од ниеден дар, вие што го очекувате откровението. Можеш да направиш се според верата. Откровението го очекувам, армакедонските слави, второто Христово пришествие, армакедонската битка на нашиот Господ Исус Христос. Исусе, без мене не можете да направите ништо, со мене не можете да направите се. То сакам тоа се да го направам со тебе, Господи Исусе Христе. Значи, тој ќе ве утврди до самиот крај. Не сега еднаш за секогаш и готово, до самиот крај. Значи, ти имаш време за милост на земјата. И тие мислат, еднаш си го примил Исус, еднаш спасен, за секогаш спасен. Како амнестија. А ако грешиш понатаму, ако немаш љубов, ако не се промениш, ако не го оставиш стариот човек, ти тогаш немаш никаква промена во Исус. Ти не си се облекол во љубовта на Исус. До самиот крај да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. И ние сега го имаме тој момент. Кој ќе претрпи до крај? До крај. Кој е твојот крај? Па кога телото ќе го вратиш во земја, а душата ќе оди на суд пред Исус. И ќе ти се суди според делата на љубовта. Дали си ги љубел сите? Или си живеел како што и претходно, а зборуваш декларативно за Исус. Цитираш, пееш песнички, вршиш обреди. Верен е Бог, кој ве повика во заедништво. Во заедништво. Со неговиот син Исус Христос. Значи, заедно да живееме. Он да живее во тебе. Не е тоа поезија. Тоа е реалност. Те сакам, Господи Исусе Христе. Он да зборува. Исусе, како да направам денеска? Што да снимам? Ти зборувај низ мене. Така да и овие слова не ги зборувам јас од себе. Ти едноставно слегуваат. Јас ги сеќавам дека има полнеш. Некогаш е тоа покачена телесна температура, некогаш само словата ги слушам. Те сакам, Господи Исусе Христе, послушност на Исус и на словата. Браќа, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да зборувате исто. Меѓу вас да нема раздори, да бидете совршено соединети во еден ум, во исто мислење. Како е можно тоа? Па Исус кога е? Што има разногласие, вие секој си терате по свое. Зашто од домашните на Хлов чув за вас, браќа мои, дека меѓу вас имало кавги. Да, брате. Посебно во Македонија, секој против секого. Лажат, крадат, ве убиваат, ве дрогираат. Дрога колку сакаш, апчиња, болниците преполни. Ве вакцинираат со отров, ве лажат, ве прскаат од небесата, ви го променија името, идентитетот. Сакаат да ве возвратат, да ве направат гневни и бести, да се мразите.
да ве подсетат на вашата сатанска падната природа. Без љубовта на Исус Христос нема да успеете. Зашто нашите подачи слепи се поклонуваат на поднебесните сили на овој век и нивните слуги, сатански. Сакам да ви кажам дека секој од вас вели јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум на Кифа. Знаете што? Јас сум само на Исус Христос и на никој друг. Па зар Христос е разделен? Зарем Павле беше распнат за вас? Или пак во името Павло бевте крстен? Или било кој друг од деноминациите? Дали се работи за светци според едните деноминации или за некој основач на заедници? Му благодарам на Бога што од вас никого не сум крстил, освен Кристи и Гај, да никој да не може да рече дека ве крстив во мое име. Исус крштева. Што значи тоа? Па да раскрсти со стариот човек. Навистина го крстив уште и Стефановиот дом. Инаку не знам дали сум крстил некој друг. Пазете го сега овој стих. Зашто Христос не ме прати да крштевам, туку да го проповедам Евангелието. И тоа не со премудри зборови, за да не се изгуби дејството настанот, силата на крстот Христов. Значи не го пратил да крштева, да го проповеда Евангелието. И ние имаме крштевање како бебиња, што всушност е во вода, представување, потоа имаме крштевање во друга деноминација, возрастни своеболно. И имаме вистинско крштевање, водна бања во Словото, кога ќе слезе Духот, кога ќе созре твојата душа, кога ќе се распланти твојот дух и ќе се соедини со Духот на љубовта. Значи во Израел со мала група верници, од црквата на Преображението, каде што чуваре муслимани кои по 10 минути ги пушта групите и ги брка. Разбирливо, бидејќи тој не верува во тоа. Бевме таму со една група. И тогаш слезе Духот, почнаме да пееме, да плачеме, влезе муслиманот, не погледна и не остави, не знам колку, долго време. Пеевме и плачевме, и слегуваа стихови. Тоа беше, како да ви кажам, пијани како апостолите радост. Кога излегував од црквата, над главата излезе гулаб. Го имаме тоа на слика. Да не спомнувам имиња, бидејќи луѓето сега не се заедно веќе. Знаете, после тоа јас не можев да сопрам. Слезе еден наплив да зборувам за Исус. Тоа е прилика крштевањето, а претходно размислував како и другите, зошто да не се слави. Па Богородица го родила, па прески, па не е ништо лошо, па икони, па светците, а Исус беше далеко. И кога слезе тоа, кога ќе слезе он, мене ќе ме прослави. И ќе вика Ава оче, и тогаш велам само татко мој, Исусе те сакам. Знаете, тоа е едноставно сила која се вселува во вас. Христос не ме прати да крштевам, туку да го проповедам Евангелието, а тие се занимаваат со тоа и мислат дека е тоа доминантно и во едната и во другата состојба. Дека штом ќе влезеш во водата или ќе се попрскаш или ќе ти отсечат косата, дека ти си во Исус. Видете, процесот, значи, како го рече тој, да се додржи, да ве утврди до самиот крај. Крајот е кога ти ќе остариш или ќе дојде моментот да го напуштиш земното тело. Зашто словото за крстот е безумие за оние што пропаѓаат. Луѓето да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. А за нас кои се спасуваме е сила. Значи Евангелието во сила, тоа значи, ова е сила. Јас не сум бил во библиски школи, не ме учеле луѓе славата Исуса. Духот на мојот отец ме учи да го разберам овој духовен јазик, да ви преведувам, за да разберете. Но јас не сум достоен, како што вели. Има тука едни недалеку, во еден манастир. Он е достоен. Апостол Павле вели не сум, дека се вратиме на тоа. Знаете, интересен е тој момент, ќе се навратам на тоа. Зашто е напишано, ќе ја уништам мудроста на мудрите. Мудри во овој свет, ќе отврлам разумноста на разумните. Ме праша една сестра од Германија, што значи овој стих. Па тоа е. Тие што се во светот мудри и умни не се за Исус. Тој збори безумен, не со твојот ум, со Исусовиот.
Каде е мудрецот на овој свет? Па кнезот на овој свет е паднат, тој сатанат има малку време. Ти си дел од тоа ткиво кога си без Исус. Каде е книжникот? Словото е од Бог, ти ги земаш словото, ги извртуваш и си пишуваш приказни. Каде е препирачот на овој век? Па во твоето срце, ако земеме по Марко 7, и во другите евангелија го има, но ова сум го запамтил, бидејќи точно го објаснува тој момент. Од срцето човечко излегуваат 7:21 лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, злоби, лукавства, разврат, око завидливо, богохулство, гордост и безумство. Сето тоа зло од внатре излегува и го сквернува човекот. Тоа си ти без Исус. Кога ќе дојде Исус, ќе те освети, ќе те осветли и ќе ти даде сила Божја, зашто е напишано: не ја претвори Бог мудроста на овој свет во лудост. И навистина гледајте што се случува во Македонија. Ве понижија до крај, армакедонци мои, но вие ги гласате и ги љубите. Тие се поклонуваат на поднебесните сили на злото, на нивните водачи. Кога им рече се облечи, се стани, клекни. Тие се робски послушни, бидејќи се среброљупци и се врзани за парите. Зашто светот при мудроста Божја не го позна Бог, го распнаа Исус. Бог благоволи тие што немаат свој ум, со безумието на проповедта. Исус кога зборува низ нив да ги спаси. Само тогаш оние што веруваат, со безумието на проповедта, сака да каже не со собствен ум, он да зборува низ тебе. Тоа е целата суштина на христијанството. Тие зборуваат од свое име. И сега, ајде после ќе дојдеме до тоа. Јудејците сакаат знаци, македонците бараат мудрост. Тука велат елините, тоа е синоним за македонците. Ние пак го проповедаме Христос и ние стварно сакаме мудрост. Па ние дури ќе кажеме мудар е оној побегнал денека. Го оставил народот, украл пари, мудар е тој. Па тоа е сатанско. Човечката мудрост те води во смртта. Ние го проповедаме Христос распнатиот, кој е за јудејците соблазна, тие си го имаат Мојсе и пророците, а за незнабожците е безумие. Они си тераат по својот ум. Велика двојазичници се тие. Јазикот на Бог, и он си тера по својот јазик, а тројазичници се најлоши. Сатанскиот јазик. Татко на лагата. За повиканите пак како јудејци, така и македонци, односно елини, синоним на македонците, Христос Божја сила, повикани и Божја мудрост. Божја сила, Божја мудрост, не твојата. Тоа е христијанство. Луѓе по патот. Зашто Божјото безумие е помудро од луѓето. Божјата слабост е посилна од луѓето. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Гледате, браќа, какви сте вие. Јас кога погледнам заедницата, 20 на 30 луѓе гравитираат до 33. Не мнозина сте мудри по тело, не мнозина силни, не мнозина благородни. И ги донел од разни... Ми имаме сестра во Лондон, имаме двајца во Германија, мајка и син. Имаме мајка и керка во Италија. Имавме во Италија повеќе. Имаме една жена во Канада, некои не се постојани. Имаме по цела Македонија. Сме се молиле за разни луѓе и во Австралија, во Нов Зеланд. Тој ги носи, не се силни тие, ние баш вчера им го зборував овој, на заедничката средба. Бог ги избра неугледните и презрените на овој свет, бидејќи ти не можеш да се снајдеш. За да бидеш успешен во овој свет, треба да го почитуваш сатаната. Тоа е суштината. И пазете сега ние што збориме за Бог, за богатство. Кај беше тоа? Дека сме ние богати во се. Богати во се станавме. Тешко е за богат да влезе во Царството Божјо. Како камила низ иглени уши, тоа е она на иглата конеца што се провира. Не зборува само за пари. За било какво богатство на знаење или било што кој него потребуваш за Исус. Ти мора да се поклониш на сатаната. Тоа значи да излажеш, да украдеш, да бидеш прелюбодеец.
Кога си во Исус, тоа го знаат сите, бидејќи ти постојано ќе зборуваш за Исус. Штом не зборуваш за Исус, можеш да бидеш и црковен великодостојник, фарисеј, садукеј, писмознанец, хиерархија, не знам каква, архиепископ, пастор. Бог ги избра неугледните и презрените на овој свет. Оние што не значат ништо, за да ги уништи оние што значат нешто, значат во сатаната. И ние секојдневно го гледаме тоа. Та никој да не се пофали пред Бога. Видете јас кој сум, што сум. Тоа е целата суштина. Кој се фали со Господ да се фали. Да знаеш дека Он ти дава сила, Он ти дава дар, Он те води, Он те учи. И ти стануваш дел од љубовта и се претопуваш. И стануваш сотрудник Божји, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Филипјаните 4:3. Тогаш ти сакаш да работиш за Исус. И тогаш стануваш син Божји, сонаследник Божји. Од Него сте и вие во Исус Христос, кој за нас стана мудрост од Бога, праведност, осветување. Мудрост, праведност, во Него сме оправдани. Ако ја живееме Неговата, не нашата правда, осветување сме повикани. Да не постапуваме како порано и откуп, да го оставиш стариот човек и да се облечеш во љубов. Па да биде како што е напишано, кој се фали, со Господ нека се фали. И ние пак ќе дојдеме сега, да го знаеш Словото и Бог. Го знам ја Словото, го знам Бог, ти кажува стихови или врши некои обреди, а слави било кога таму, сите ги слави освен Исус. Да мислиш дека го знаеш Словото, не е добро, тоа те возгордејува. Знаењето возгордејува, знам јас ова, и не кеш да примаш ништо. Имав еден пример. Значи, жена која се бави во образовниот систем, дојде на една наша средба, плачеше, се отвори и не се врати повеќе. И сега со умот размислувала, па како ние вака славиме, па тоа се разликува од нејзината деноминација. Па како, видите, она веќе наполнета со сопствен ум, тоа не може да го разбере. И кој кажеме треба да простиш, како да простам, да му простам? Беше шокирана. Знаењето возгордејува. Љубовта надградува. Затоа треба да простиш. И ослободува. Од што ослободува? Па од тоа што е во срцето човечко, преска што ви го читав, злоба, нељубов и целен список, бескраен список на сатанско, се она што не е љубов. А само еден збор, ти треба да се фатиш за него. Љубовта Исусова. Моите мисли не се ваши мисли. И не е тоа ние што мислиме. Моите патишта, вели Исус, Отецот во Исус. Не се ваши патишта, а ние сакаме тоа што ние сме го замислили. Одеднаш ти се чини дека нема пат тука, а тој те носи таму. Кој го спознал Бог и овој стих, да му каже или да му даде нешто? Или што е тоа што не си примил па да се фалиш? Јован вели, не сум достоен ни врвките да му ги одврзам, а за Јован се вели, нема поголем на земјата роден од жена. Павле вели, не сум достоен. Пита таму некој владика, он е достоен. Достоен и тие му викаат достоен. О, неразбрани галатијани. И сега, имало многу лажни портали, па тој недостојниот ги критикува, замислете. Тој што слави обредно христијанство, македонска народна религија од античка Македонија, истите обреди, вметати во христијанство за време на цар Константин во 4. век, кога на сон сонил дека со Исус ќе победи во битката. И тоа е прашање, бидејќи видите што каква штета е направена. Обредно христијанство. Само некој таму архиерен, не знам како ги викаат, тој имал право да проповеда. Не. Дали си ти повикан од Исус или од земни луѓе? Тоа е битен момент. Тој вели не сум достоен, Павле вели не сум достоен. 13 глави од 25 низ него се поминати во Новиот Завет. А некој таму вели дека е достоен. Па тоа е тоа. Значи, суштината е Исус да зборува низ тебе и да те учи. Не ти што си мислиш. Он да ги врши делата, за да дојде таа состојба, барем како апостол Павле да речеш не сум достоен. Да го разбереш тоа, не си. Ти си сад, направен од него, кој треба да се исполни со дух и љубов. Ако не се исполни, ти си обична земја и глина и се враќаш во земјата. Телото без дух е мртво. Да го знаеш Бог Отецот.
значи да знаеш да љубиш како Исус. Да го даваш својот живот за овците, да ја даваш душата своја за браќата, да се распнеш на крстот, да те распнат на крстот и да речеш прости им, татко. Не знаат што прават. И да ти биде жал за луѓето што не го примаат Исус, бидејќи мојот народ гине од незнаење. Да раскрсти со стариот себе, да умреш на крстот, да воскреснеш во Син Божи. Ете, тоа е суштината. Треба првен да умреш, да се оставиш, да бидеш Исус. Затоа вели, ако јас не си заменам, вели, Духот нема да дојде. Духот доаѓа во истата постапка. Треба ти во своја волја да прифатиш, да постапуваш како Исус и да те води Духот. Чашата е горка. Но зарем да не ја испијам чашата што ми ја дава Отецот Небесен? Зарем да не ја испијам чашата? Да го живееш Исусовото. Исусовата љубов, пишано е да живееш Негов живот во љубовта. Римјаните 5:10. Се спасуваме кога живееме Негов живот. Не заборавај, треба да бидеш мало дете за да влезеш во Царството Божјо. И да доаѓаш кај Него. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене. Дете кај татко. Тоа е тој однос. Детето не знае, го учи Отецот. Има почит, покорност, зависност, љубов кон таткото. Татко, да му се покориш на Отецот на духовите, да бидеш жив, пишано е. Оживеан, роден во духот. Тоа е дете пред татко. Не заборавајте, Исус не изусти ниту еден збор од свое име. Исус не знаеше. Отецот зборуваше низ Него, зборува Духот на Создателот од Него, не зборува од себе знаење, а таму некој зборува од себе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Он ги врши делата. Отецот кој го пратил, затоа е тој пратен, врши дела, не пее песмички, не мисли дека е спасен еднаш за секогаш. Не врши обреди и слави се и се што и наплаќа. Спасението не е загарантирано само од изустен мисловен процес. Го прифаќаш, Исус го прифаќам, така. Но не разбираш што е тоа, туку да ги вршиш делата. Да чекориш по Исус, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да ги вршиш делата на законот, делата на љубовта. По делата ќе бидеме судени на љубовта. Дали имаш доволно љубов или не, тоа е судот. Ако немаш, одиш во поминуваш низ огнено езеро, се разбира. Езеро на љубовта и понатаму. Зашто се тие стихови ново небо и нова земја? За кога се тие? Па тие што не се усовршиле. Ако го знаеш Отецот, Бог, Таткото и Исус и Словото, тогаш ти знаеш да пребиваш, да бидеш љубов. Да бидеш љубов. Знаеш да љубиш. Дали ги љубиш сите како себе си? Како Исус? Прашај се, дали ги љубам ја сите? Биди искрен, судете се самите себе, Бог ќе ги суди на дворешните. Јас не ги љубам сите. Но кога ќе дојде состојба, Исусе, дојди во моето срце. Помогни ми да го љубам овој човек. Ете, тоа е заедништво. Сум донел одлука да љубам како Исус и да чекорам по Него. И барам водство. Не реагирам од себе. Знаењето, значи, ако одговорот е не ги љубиш сите, тогаш не знаеш ништо. Не си достоен. Не го знаеш ниту Бог, ниту Отецот, ниту Словото. Ништо не знаеш, штом не го љубиш. Како што јас ве возлюбив, вели Исус. Сите. Знаењето возгордејува, мислиш дека го знаеш Исус, се вметнал сатаната и ти направил доктрина. Уште 1000 години да те оставам на истото ниво, ни капка љубов повеќе. Љубовта ослободува.
Од што? Од тоа што е во твоето срце. Од стариот и отпаднатата природа. Не знаеш ништо е добра позиција без Исуса. Без мене не можете. Без мене не можете да направите ништо. Со мене можете да направите сеј. Мојот народ гине од незнаење, вели Исус за израелците кои толку години, 14 по 14 по 14, ги проучуваа словата и на крајот го распнаа. Синот на Семокниот Отец во кого пребиваше самиот тој. Исус им вели, ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене, за да ви дадам живот вечен. Ете, токму тоа е потребно, да дојдеш и да застанеш пред Исус. Мојот народ гине од незнаење. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Почетна позиција стапка по тесната патека што води кон живот. Татко мој, те молам за сите оние кои се во потреба. Допрете се каде што ве боли. Господе Исусе Христе, помогни ми, простувам на сите. Никого не осудувам, се покајувам за секој греф. Им простувам на сите, ги љубам сите, ја избирам Твојата љубов, ја прифаќам Божјата волја. Дојди во моето срце, исцели ја мојата болка, јас сум здрав и силен во Исуса. Амин, до Божјиот царство небесно. Бегај од Македонија, Сатан, и не се враќај повеќе. Надвор од мојот живот, од мојот имот, од нашата заедница. Крвта Исусова е врзна, силата Исусова. Остануваме тоа што сме, македонци, како што не запишал Исус Христос. Семокниот Бог во живото слово Исусово. Исусе, и го повикуваме Исус како македонецот. Дојди во Македонија и помогни ни. Амин. До Божиот царство небесно. За секогаш Исус. Амин. Кој верува во Христа, на суден ден ќе воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум лебот жив, што слезе